Добар ден на сите. Благодарам што се одзвавте на поканата. Сметав дека на овој начин е најдобро да се обратам до јавноста. Наместо поделно, бидејќи и онака бев доста присутен во изминатите 2 месеци во медиумите и чувствувам на барем мојот крај за ова битка за Беласица да го искажам собственото гледање на тоа што требало и што треба да се направи при истражувањето на мостовската конструкција, за да ризиците ги сведеме на минимум. Тоа го чувствувам и како потреба и како општествена одговорност кон јавноста. Она што сакам да го напоменам на почетокот е дека ова обраќање се темели исклучиво на стручен став. Че внатре нема никаква ниту политика, ниту некаква, не знам, друга позадина. Да бидам искрен, никој ми се нема ниту јавено во овие 2 месеци за да врши некакво влијание на овој процес. Така да се темели исклучиво на стручно мислење, нормално стекнато врз основа на долгогодишно искуство на работа во оваа дејност. Инаку, за оние што не ме знаат, моето име е Горан Марковски, јас сум професор на градежниот факултет. Меѓу другите предмети предавам и бетонски мостови и санација на бетонски конструкции. Моментално случајно сум и декан на факултетот. Меѓутоа, тоа што сум декан не е суштествено за моето обраќање, многу позначено е тоа што во експертизата со мостови имам повеќе од 35 годишно искуство, се разбира, заедно со моите колеги. Ова што денес ќе го презентирам е методологија која треба да укаже за оние дејства кои, повторно ќе кажам, според мене, треба да се спроведат, да се преземат при утврдувањето на состојбата на мостот, за да можеме ризиците да ги сведеме на вообичаено ниво за ваков тип на конструкција. За ниту една конструкција, па дури и за новите конструкции, ризиците не може да се сведат на нула, но има ниво на ризик кој е прифатливо за да сме сигурни дека нема да дојде до некакви несакани последици. Моите лични ставови се непроменети од почетокот. Од првото интервју кој го дадов за телевизија Сител, легнат во постела од COVID, како што беше кажано, а тоа е дека без соодветно испитување и анализа на конструкцијата не може да се тврди дали има или нема оштетување на бетонот, арматурата и каблите за преклонно напрегање. Дека за сето ова се потребни 2 до 3 месеци за да се утврди состојбата на мостот, веќе изминаа 2 месеци, на 12 се навршуваат точно 2 месеци од пожарот, и дека потребното време и средства за санација ќе зависат од тоа што ќе се утврди со форензиката, односно со утврдувањето на неговата состојба. Сакам да потенцирам дека јас не тврдам дека мостот е повеќе оштетен од она што го слушам по медиумите и го гледам. Туку тврдам дека за да донесеме таков став и заклучок, дека се потребни нешто подетални анализи, односно нешто подетални истраги. Затоа што имам впечаток дека во јавноста како да се поделивме како јавноста да не подели на 2 струи. Еден вика дека треба сериозни зафати, друг дека не треба. Не можам да кажам дали треба. Тоа е всушност и лошото што со вакви истраги што се спроведени, не можам да тврдам дали треба или не треба. Тоа е и целта на денешната презентација. Не треба голема мудрост, нели да заклучиме дека со поголеми истраги доаѓаме до помал ризик и обратно со помали истраги дека ризикот останува поголем. Наша интенција на градежништвото и на градежните инженери е да ризиците ги сведуваме на минимум. И еве ќе искористам кога сме кај ризици една презентација која е од искористена е цртаниот филм Том и Џери, е презентација која е поставена од една инженерска асоциација, а токму се однесува на поимувањето на ризиците и потребните
дополнителни истраги кои се вршат. Кусе, не е цел цртан филм, ама е малку за освежување. И ова е оно што мора да направиме за да не дојдеме до ситуација на тоа. Пожар се случи на 12.5.23 година. Она што сакам да истакнам е дека веднаш после утрото после пожарот не повикаа од градот Скопје мене и колешката Мери Цветковска, која се занимава со пожарно дејство на конструкции. Со оглед на тоа што јас не бев во можност да отидам на мостот, се јавив на колегата Дарко Натов, кој е тука присутен, кој е професор на нашата катедра. И првичните информации за состојбата на мостот практично ги добив јас, а и независно факултетот, од колегите кои беа на лице место. Според нивните кажувања, а врз основа на разговорите водени со надлежните лица од противпожарната бригада, тогаш е кажано дека пожарот траел 4 часа и дека според некои показатели, односно бојата на чадот, дека се работи за температури од околу 1000 степени Целзиус. Тоа се првичните информации кои дојдоа до нас, а кои помогнаа да се утврди, односно да се создаде слика за тоа за каков тип оштетување станува збор. Дека станува збор за сериозен пожар и дека се можни сериозни оштетувања на конструкцијата. Оттаму и заедничкиот став на сите присутни тогаш, дека е најдобро мостот да се затвори за сообраќај, бидејќи никој не знае што се случило во текот на тие 4 часа. Сега слушам некои други временски прогнози за тоа колку траел. За жал до нас, односно до мене, не е стигнат и за мене е недостапен званичниот извештај од противпожарната единица, каде што би требало да стои колку време траел пожар. Меѓутоа, имајќи предвид дека на почетокот не се знаело што се поминува низ мостот, постоела сомнеш дека можеби се работи и за гасни инсталации, се истражувало, односно се барале информации после полноќ, се барале информации дали и што поминува под мостот. Значи, за тоа требало време да дојде и противпожарната бригада, требало време и да се дознае ова информација. Не верувам дека сето тоа и уште да се изгасне пожарот и дека сето тоа е направено за помалку од 2 часа, нека не бидат 4, меѓутоа не знам зошто би рекле 4, затоа што еден многу важен податок е тоа дека утрото, значи тоа беше околу 10 часот изутрината, на допир асфалтот бил топол. Тоа значи дека неговата температура била над 37 степени Целзиус. Што покажува дека температурата била висока. Значи 6 часа после гасењето на пожарот, асфалтот бил на допир топол. Тоа е 40 степени. 40 степени да пробијат низ 30 см ќе подоцна бетон и асфалт 5-16 см, доле температурата навистина била висока. Може да се заклучи. Мостот е армирано бетонски, претходно напрегнат. И тие кабли за претходно напрегање, тоа се овие овде, слични на овие, односно нешто поголеми, се тие кои ни задаваат неголема главоболка. Ке зборувам за нешто подоцна за тоа. Поделене на 2 дела, едниот дел се трите полиња, најголемото поле кое го премостува малото корито на Вардар, двете крајни полиња и има едно поле од другата страна кон железничка станица, кое што конструктивно издвоено од мостот. Еве како изгледа некаква негова шема, само да напоменам дека градежниот факултет го има
од нашата катедра, тогашните професори го имаат правено пробното испитување пред да се пушти во употреба 2005 година. Оттаму ни се и овие податоци и овие цртежи. Значи се работи за еден претходно напрегнат мост и да не гњава многу. Она што е важно во овој момент е неговиот напречен пресец. Значи имаме два сандачести пресеци споени со горната плоча и на каде поминуваат цевките кои што се опожарили и кои создаде овој проблем. Ова е фотографија од март месец годинава, случајно снимена од еден колега од нашиот факултет, каде што се гледа изгледот на цевките пред да бидат опожарени, односно како тоа изгледало. Прв чекор е нормално да се проучи расположива документација. Добра страна во целата приказна е што постои оригиналниот проект. Тоа е во градот и предпоставам дека е даден и на оние кои правеа експертизата, да се видат сите елаборати за материјали користени, постигнати јакосни, односно механички својства и така натаму. И друга изведбена документација. Многу е важно при вакви случувања, што повеќе да имаме оригинална документација, тоа многу ни го скратува и времето, и маките, и го зголемува квалитетот на направените експертизи. За среќа, тука има таква документација. Што е клучно овде да знаеме? Дека дополнителен проблем е што конструкцијата од претходно направена бетон, која е многу почувствителна од обична армирано-бетонска конструкција. Зошто? Затоа што овие кабли кои служат за така наречено претходно напрегање, односно имаат овие сајли, ќе послужам со тој речник, имаат толку голема еластичност, моќ, да кога ќе се затегнат и кога ќе се закотват со оваа котва на крајот на мостот, тие внесуваат сила на притисок во бетонот. Суштината, разликата помеѓу армирано-бетонските и претходно напрегнати конструкции е што во овие вториве претходно напрегнати, уште на почеток при градба на мостот во материјалите се внесуваат големи сили. Додека кај армирано-бетонските мостови, тоа се случува ако дојде максимално оптоварување. Тоа за среќа во текот на животот на мостот ретко се случува да биде товарен со таков товар за кој што е проектиран. Ама кај овие конструкции, уште на почетокот, таква е технологијата, се внесуваат, значи огромни сили во сајлите има и големи напрегања во бетонот. И тука прави, овие конструкции ни ги прави многу посензитивни отколку армирано-бетонските. И затоа стравот е поголем и предпазливоста е поголема. Пожарот го зафатил првото поле од страната на Истгејт и 2/3 од средното поле, кој има распон од 54 метри. До тука е стигнат пожарот, а ако се гледа во напречен пресек, еве ги цевките, опожарен бил цел овој внатрешен дел, значи горната плоча, страничните ребра и се разбира дел од долната плоча, колку пламените јазици зафаќено. Меѓутоа, незгодно во целата оваа ситуација е што овој простор е како тунел. Практички целата топлина се задржувала во него. Нема каде да се вентилира топлината. И тоа е нешто што практично придонесува да температурите кои стигнале до материјалите бидат, предпоставуваме, повисоки отколку кога би било тоа на нека отворена површина каде што вентилација би имало поголема. За да направиме анализа, за да не биде сето ова на вака наши мислења, ставови и така натаму, ние направивме анализа врз основа на податоците и искуствата и знаењата кои ги поседуваме. Се оградува малку, меѓутоа не сите податоци ни беа достапни, но сметам дека направената анализа е сосема доволно за да го поткрене нивото на предпазливост. Во оваа фаза тоа е битно и тоа сакам да го потенцирам. Јас не тврдам дека мостот е во полоша состојба отколку што некој друг тврди, но мораме да истражиме подлабински за да бидеме сигурни во тоа. Користена е ова изо линија од стандард 834, значи тоа е светски стандард според тоа како настанува пожар и како се развива температурата од пожарот. Гледаме дека за 2 часа
стандарден пожар достигнува температура повисока од 1000 степени. Што во крајна линија се поклопува со она што било кажано на терен. Според сознанија од чат и така натаму, значи многу брзо, како видите, дури за еден час, стандардниот пожар достигнува температура од над 900 степени Целзиус. Знаејќи го ова, заедно со професорката Цветковска, која се занимава со пожарна отпорност на конструкции, направивме, односно, таа направи дистрибуција на топлината низ бетонската плоча. Значи, ако и таа тргнавме, да не бидеме повторно као паничари означени, тргнавме од по-ниската температура. Рековме дека него 1000 бил 800 степени пожар. Максимален. Ако бил 800 степени, ако пожарот, температурата горе на 30 см, ова е она средна плоча, само да ме подсетам, тоа е ова овде плоча, која е 30 см дебела, е некаде околу 25 степени. Што покажува дека сме на страна контра од сигурноста со ова. Ние, ама повторно ќе кажам, не сакавме да бидем, не знам, што сепак одевме на линија, може би е подобро отколку што мислиме. Затоа што не била температурата да била 25, колегите немале да осетат топлина на раката кога утрото. Значи таа била над 40 сигурно. Но да речеме дека ова го земавме во анализата. Овие криви покажуваат како се пренесувала топлината низ бетонот, ако пожарот траел половина час, сината линија, ако траел 1 час, портокаловата и така натаму. Ова најкритична е ако траел 2 часа пожар. Кои ни се битните точки тука? Зборуваме за каблите. Каблите кои што се наоѓаат во бочните ребра, овде, се само на 4,25 см од површината на бетонот. Тоа значи дека 200 степени кои се критични за каблите стигнуваат многу брзо. Значи доволно е да траел пожарот 1 час, ние веќе за 1 час имаме на таа длабочина скоро 300 степени. И така натаму. Ова е нивото на каблите 9,5 см што се горе во плочата. Ќе ги видиме подоцна. Во секој случај, значи направена е една сериозна анализа како топлината се распрострила низ бетонскиот пресек. Ќе видиме зошто. Еве една симулација на тоа, математичка, значи каде е пожарот, каде е арматурата, каде се каблите за претходно напрегање и еве го трансферот на топлината графички како тоа изгледа. Секоја среќа што бетонот е тешко ја пренесува топлината и затоа, инаку да беше челичен мосток, тој ќе паднеше, тоаш немаше да има ни потреба од никакви експертизи. Обрнете внимание на ова, е многу важно. Прво што се прави е да треба да се направи анализа како пожарот влијаел на конструкцијата. Кога ги проектираме мостовите, имаме обврска да еден товарен случај ни биде разлика во температурата помеѓу неговиот горен дел и долен дел. Затоа што сега кога ќе опече 40-35 степени, горната површина негова се загрева, а долната останува во сенка. Таа температурна разлика помеѓу горниот и долниот дел во конструкцијата предизвикува големи сили. И затоа ја имаме таа обврска во проектирањето да земеме таа разлика. И внимавајте сега. Во стандардите се зема таа разлика од 10 степени. Само 10. Значи, ако е горе 40, доле ќе земете 30. Разлика од 10 степени. Овде разликата била, може би, 700 степени. Зависи од тоа каква температура разлика. Еве, ако е горе 800, доле може да биде од оние странични, може би 40, нека биде 50. Ама таа температура е огромна, што нас ни дава за право дека мораме да правиме анализа на опожарен мост, да видиме во тој момент додека траел пожарот, што се случило во конструкцијата. И до кој заклучок дојдовме? Два интересни заклучока. Во првото поле, тие внатрешни моменти, ние ги викаме сега, да не ме заварам со градежнички детали, но еве, овој пресек,
кој во принцип се димензионира со постојани и товар од возила, како и да е. Натрешните сили што ние ги добивме, а биле во фазата на пожарот, во времето на пожарот, се 2 пати поголеми од оние со кои е проектиран тој пресек. Дупло поголеми. Што ни дава сомнеш, повторно ќе кажам, не сакам да тврдам дека ова е 100% точно, но е доволно точно за да ни отвори сомнеш дека треба да отвориме очи и да истражуваме подетално. Ова пати 2, значи дека сите коефициенти на сигурност се исцрпени. Тука некаде се движат коефициентите на сигурност, околу 2. Ова значи дека во тој момент ова ја достигнало некоја граница. Кога се оладило, треба да се види што се случило. Кога го изгаснале пожарот, дел од материјалите се враќаат назад, ама треба да се види што се случи. И уште една интересна работа, во времето на пожарот, средното поле се крева нагоре. Затоа тврдењата нема видлива деформација надолу се непоткрепени целосно. Затоа што од пожарот, таков е пожарот, таква е конструкцијата да 3,4 см се кренал горе. И затоа, нели, на прв поглед речете, не е надолу, добро е. Не, ама овој оди нагоре пожар. Сега, кога изгасна пожарот, колку се вратило долу, тоа е тема за детални анализи. Јас колку што знам, ваква анализа не е направена. Значи, ова е на ниво на конструкција. Сега преоѓаме на ниво на материјали. Нешто што многу се зборише овие 2 месеци. Значи, го имаме бетонот, арматурата и каблите за преднапрегање. Бетонот, од дејство на високите температури, тој губи од своите карактеристики. За среќа, тие продираат споро, бавно низ неговата структура, но на околу 100 степени водата што е во бетонот заробена, се претвара у водена пареја и таа го бутка, создава пукнатини и го избуткува, го истуркува заштитниот слој на бетон. Она што е случено во средното поле, што е евидентно и на сите фотографии и снимки од мостот. Лошото во ова се случува релативно брзо, пазите, на 100 степени брзо стигнува температурата. Што после, откако ќе остане разголена арматурата и се, а пожарот уште трае, значи дебелината на заштитниот слој до каблите е помалка, што му олеснува на температурата да продре подлабоко низ бетон. Колку е пожарот подолготраен? Нели, информацијата наша е 4 часа и 1000 степени, пресметуваме со 800, впрочем, дали 4 или 3 не е ни толку битно. Постои голема веројатност дека температурата продира подлабоко во бетонот и, што е многу важно, дека се формираат микропукнатини кои со голо око не се види. Јас можам и после презентацијата на мейл да ви пуштам PDF од презентацијата, па да може да користите нешто што ви треба. Значи, бетонот, почнувајќи од 300, по некои автори од 200 степени, почнува кај бетонот јакоста на притисок да опаѓа, помеѓу 400 и 500 веќе му е опадната, а гледате дека не се враќа назад, значи како ќе се олади, останува послаб од колку што претходно бил. Секоја среќа е што температурата низ бетонот продира бавно. Тоа е цела среќа, оттаму и предноста на бетонските конструкции на челичните во услови на пожар. И еве неколку диаграми за да го видиме тоа. Значи, гледате го својствата на бетонот на 200 степени. 200 не се клучни затоа што овие на 200 веќе почнат да губат од своите својства. Значи, на 200 степени бетонот е скоро да нема промени во неговата јакост. Она што беше кажано дека нема боја, розева, црвена и така натаму, таа почнува да се менува од 300 степени, да се појавува. Значи, ние имаме еден обсек до 300 степени бетонот не ја менува бојата. А ако 300 степени стигнале таму, тие веќе се друго нешто. Значи, не е гаранција дека ако нема бетон од боја, дека во каблите е добро. Не е гаранција. Е показател само дека нема 300 најверојатно, но не значи дека нема 250.
Слично е со модулот на еластичност, една многу битна карактеристика на бетонот, која што гледате како реагира, колку паѓа. Од 0 степени е тука, нормален бетон, гледате што се случува на 200 степени, кога на критичната температура. И тоа е неповратно. Нема враќање. Испитувањето на бетонот треба да се направат плански. Ова е јакоста. Таму кај што е здрав бетон, кој што не бил опатен со пожар, таму не очекуваме дека има штети. Опожарениот бетон како ќе се испитува е друго прашање, но мораме испитувањето да го направиме согласно одредени стандарди. И оценката на квалитетот на бетонот не можеме да ја носиме, ние можеме да правиме некакви споредби, опожарен дел, неопожарен дел и така натаму. Меѓутоа, ако извадиме помалку од 14 јадра, тоа се оние кернови или цилиндри што ги вадиме од бетон, бидејќи се мал број, стандардот толку е ригорозен, ја спушта јакоста и ние мораме да го почитуваме тој стандард и да кажеме јакоста на бетонот на мостот е толку согласно некаков стандард. Еве го овој го имаме ние. Европски е усвоен и во Македонија. Значи тоа мора да се почитува, според мене. Арматурата. Обичната арматура, она која што претпоставам секој од нас ја видел, е изработена од природно тврд челик и добра страна е што таа откако ќе се олади, нејзи се враќаат својствата. Но, треба да се види патот за деформирање дали останал исти или не. Значи да се испита колку таа може да се деформира. И дали е деформирана, она горе може избочена, крива таа не може да се употребува од тој аспект. И доаѓаме до каблите за преднапрегане. Тие се изработени од друг тип на челик, тоа е ладно облечен челик, тоа се овие сајли, кои што се многу чувствителни на високи температури. Јакоста им опаѓа, значи на 200 степени веќе почнуваат да покажуваат други својства. Истовремено, покрај тоа што и губат својствата, истовремено, поради релаксација, значи тие омлитавуваат на висока температура, стануваат подолги од колку што биле и поради тоа им се намалува силата на тоа. Значи имаме два ефекти кај нив. Едно ја губат јакоста, структурата, а друго е нивното издолжување од високата температура, се релаксираат и силата им опаѓа. Затоа е многу битно, клучно во овој мост, да се утврди дали 200 степени стигнале до каблите. А ќе видиме како тоа се прави. Доаѓаме до истражувањето. Што е потребно за истражување? Прво треба добро обучени, искусни поединци за ваков вид истражувања, експерти за нумеричка анализа, оно што го гледавте, и оно што е битно и што знаеме дека не постои, обезбедување пристап до долната површина на мостот или во внатрешноста на сандаците. За мене е несфатливо да носиме заклучок за состојбата на мостот, а при тоа да не сме го допреле бетонот во средното поле. Да проценките за штетите ги базираме на снимка од нешто. Било дали е дрон, она што го гледа по медиуми, дали што. За мене е, искрено да ви кажам, недозволиво за ваква вид на експертиза. И кога зборував на почетокот за потребно време за истраги, прво што на инженера му доаѓа на ум е како ќе пристапи таму. Вардаре река, не можеме скеле обично да направиме, затоа треба време. И второ, да се влезе во сандаците. Значи, во сандачестите носачи може да се шетаме. Сега ќе видиме. Само дефинирање на опрема која не треба и проценка на можни ризици. Имало цевки, немало цевки, може да се пристапи, не може да се пристапи, треба време, толку треба време, онолку. Потребна ни е, неопходна е работна платформа, некаква, каде што ќе може човек да застане, да врши истраги, да земе бед, да чукне, да земе, да истражи длабочина, штети, има, нема и така натаму. Вакви работни платформи може да бидат висечки, може да бидат и скеле класично се прави, само што при скеле класично треба пола вардар да се затвори, па да се направи скеле, па после другата половина, што е мачно. И со овие дождови што ги имаме, постои голем ризик да водата ги однесе. Се, она што е добро, што во државата постои вакво возило.
Овде, ако гледате некоја фигура на човек, силуета на човек, тоа сум јас пред извесен број години, кога го работевме НАТО проектот за санација на мостовите на Коридор 10, ова е еден од мостовите помеѓу Катланово и Велес. Значи, ова е возило кое овозможува да слезете било каде, на било која височина и да допрете, да видите има, нема, што е. Затоа што многу често се случува да на поглед ви изгледа одлична конструкцијата, бетонот, кога ќе дојдете до неа малце да чукнете, паѓаат квадрати од бетон. Затоа мора да има пристап. Едно од долу и да се влезе натре во сандакот. Пака изгледа сандакот од натре. Може би не со светло како ова, но треба се обезбеди. Значи, да се влезе натре во сандачестите носачи и да се види од натре дали има некакви показатели. Кои се димензиите какви се? Па по 3 метри се високи сандаците. Мислам, ова е широки се 4 нешто метри сте широки. Значи, постојат и отвори и во проектирање мора да се предвиди да некој влезе натре. Бидејќи ако не друго, канализацијата, одводот тече внатре. Цевките се внатре. Тоа мора да се сервисира, да се контролира и така натаму. Тоа ако и мостот Гоце Делчев и слично. Значи нема сандачест пресек во кој што немате пристап. Недозволено. Сега, зошто тоа не е направено, зошто не е влезено, мене не ми е познато. Значи, тоа се истрагите кои мора да се направат според мене. Неозбилно е да носиме заклучоци на база на снимки, од било што. Оштетување, констатирање. Јасно е она што е видливо, со голо око е јасно дека средишната плоча претрпела најголеми оштетувања, дека бочно на овие два ѕида од сандаците има оштетување и исто така видливо. Оно што не знаеме е, особено за второто поле, кој е нивниот интензитет, односно колку се тие оштетувања сериозни и до која длабочина продираат. Се спомнуваше дека оваа плоча во средина е неконструктивна, дека влегува во типот на не знам што, некои елементи на мостот кои што не се од конструкцијата, не е точно, затоа што оваа плоча има повеќе улоги, таа е го распределува товарот, значи тркало на возило кога ќе застане тука, силите се распределуваат лево и десно, значи има конструктивна улога и што е уште побитно, таа е дел од сандачестиот носач. Кога гледаме ние сандачестиот носач, кога го пресметуваме, ние половина од плочата го придаваме на едниот носач, другата половина на другиот носач. Значи не е некој елемент кој не е ограда на мост, не е, не знам, канделабра на мост. Туку е елемент кој си врши своја функција. Таму е арматурата видлива. Прашање и таму се предвидува, нели, санација, она лесна санација со торклет бетон. Торклет бетон е прскан бетон, не знам колку сте запознати, значи под притисок се прска бетон и се лепи тој горе. Како и да е, но не се спомнува дека арматурата ќе се замени. Ова арматура може би да има својствата, после пожарот си ги повратила, но таа е деформирана. Таа е крива. Колку е исправно истата таа арматура да се остави е прашање на инженерски одлука. И не е само за да го заштити арматурата, бетонскиот слој не е да заштити само арматурата од корозија, туку тој заедно со арматурата го сочинува прескот. Ама е да не веќе многу со детали. Значи арматурата е деформирана, таа треба да се, според мене треба да се смени. И уште нешто, на секои 5 метри, мислам, се наоѓаат и горе во плочата кабли за преднапрегање. Вакви исти, само во другиот правец. Никој не ги спомнува нив. Горе. Во плочата постојат кабли за преднапрегање, никој нив не ги спомнува. Во каква состојба се, дали е утврдено, дали има оштетување или нема оштетување. Како се поставени? Значи, од едниот сандак, преку плочата, одат во другиот сандак. Тука се врши притисок. Практично кабелот е затегнат и уплотвен тој врши притисок. Тие се на 5 или 6 метри, не ме држат разбор, зависи ребрата на која разстојање. Тие се на еден диаграм што видовме 9,5 сантиметри. Тие се на 9,5 сантиметри од долу. Сега, дали било загреани и колку биле загреани,
прашање. И ќе дојдеме до тоа. Понатаму, она што е исто спорно е каплите во ребрата. Овие ребра што биле изложени директно на пожар се наоѓаат на само 4,25 см од површината на бетон. Што е доволен ризик дека може би висока температура стигнала до нив. Многу е мало 4,25. Мал е тој бетонски слој за да бидеме сигурни дека има возможно на каплите мирно наблюдување на пожарот, без да се загреат со 200 степени. Арматурата во сандачистите носачи, веројатно испитана, треба да се испита секако, и уште една позиција која е важна за функционирањето на мостот, а тоа се лежиштата на кои што прават врска помеѓу столбот и носачите. Еве ги тие лежишта тука, а ставени се на овој столб крајниот кај изгеј и на едниот столб што е од другата страна, кај што се двои мостот на два дела. Нивната функција е да му возможат на мостот слободно да се дилатира при високи и ниски температури, при кочење на возила, при тргнување на возила и така натаму. Гледате состојбата на лежиштето. Значи, тие се тотално запечени згореве и тие практично не си ја вршат својата функција. Без нив мостот, конструкцијата на мостот е сосема друга. Се да е супер друго, се да е друго како што треба, со вакви лежишта мостот не е тоа што бил. Значи, овие лежишта нема спас, тука овие мора да се менуваат. За да се сменат овие лежишта, треба да се утврди какви, да се нарачаат, да се донесат, да се градат, мостот се со хидравлика се крева нагоре, се менуваат лежиштата, се спушта надоле, за тоа е потребно време. Поведе. Ајде. Може, ајде, добро. Уште два слайда и прашање можеме, и ќе завршам. Еве, ќе дошли. Она што ја препорачувам, да се направи визуелна инспекција и мапирање на штетите, 5 групи штети има, нема да дожа многу, и овде е најголемиот камен на сопнување во различните мислења. Она што ја сметам дека мора да се направи кај бетонот, со ултразвук и со микроскопски преглед да се утврди до каде се микропукнатините и преку анализа со X-зраци и скенирање со електричен микроскоп да се утврди која температура стигнала до каплите. Значи, постојат методи, она што го зборувам по медиуми дека треба лаборатории на Запад, односно во други држави, постојат начини како да се утврди и едното и другото. Тука е, ако овие две се направат и констатираме дека нема опасност, тогаш можеме сигурно да кажеме дека нема сериозни оштетувања. Ако има потреба, може да се мерат и силите во каплите. Она што беше исто тврдено дека не може и така натаму, значи постојат методи. И да не должам, тоа е штетите, а резимето ова што кажав, ќе ви го пуштам на овие извадоци, ќе ви ги пуштам и на мейл, така да ќе можете да ги користите во вашите надписи или извештаи. Повелете сега, битката за Бедалсица продолжува. Професора, ова што го кажете до сега, сакате да кажете дека испитувањата не се добри, не треба се земат облекти? Прво, јас морам да се оградам, бидејќи ја не знам што се е испитано. Она што знам од медиуми што се зборува, што е кажано, и сметам дека сигурен сум дека вакви испитувања за длабочината на микропукнатините во бетонот и за температурата што стигнала до каблите не се извршени. А според мене тоа се клучните испитувања кои мора да бидат извршени. Имајќи предвид дека и нема работна платформа во средното поле, тоа ми дава за право да заклучам дека такви испитувања ниту некои други не се извршени во средното поле. Кога точно да се очекува да бидат пуштени во употреба официјално? Откако точно ќе се утврди какви се штетите, кои се оштетувањата и откако тие ќе се санираат. Така да... Колку време тоа би требало? Значи, санацијата на мостот, времето, парите, зависат од тоа какви оштетувања ќе се утврдат. Ако се оштетувањата само она што е сега констатирано на горната плоча, со добра организација, тоа може да се заврши за 2-3 месеци. Со добра организација, ама тоа гледате добра организација е сама цевките уште не ги има тргнат. Значи,
Со добра организација 2-3 месеци да се санира плочата од долна страна. Ако се утврди дека се зафатени и каблите за претходно напрегање, тоа ќе трае сигурно. Гаревски били не се зафатени. Ако не се зафатени, тогаш ќе остане санација само на, како беше она, лесна санација на средишниот дел. Јас лично, без на база на предпоставки, не можам да тврдам дали се зафатени или не се зафатени. За мене клучни се овие две испитувања кои мора да се направат за да можеме да бидеме што посигурни во проценката. Добро, професор, меѓу испитувања не се направени. Гаревски град Скопје тврдат дека има мали оштетувања. Од друга страна не знам. Па вие за сега Мора да се смени. не ни, па тоа е моje мислење. Знаете како, сега ни струката нема еднолични мислења секогаш. Јас не можам да, како да ви кажам, не сакам да тврдам дека моето е поточно од нечие друго мислење, меѓутоа сметам дека преголем ризик е, односно има дополнителен ризик за сигурноста на мостот ако не сме наполно сигурни во некои фактори некои елементи кои што можеме да ги утврдиме во структурата на мостот. Значи, врз база на предпоставки, едно е да носите заклучоци, а друго е да носите заклучоци врз база на форензика и детално испитување. Впрочем, и суштината на градежното конструкторство е да се сомнева во нешто. Ние дури да гледаме дека е клупата бела, треба да се сомневаме во тоа и да докажеме дека е бела. Че ние не можеме врз база на предпоставка, не би требало според мене врз база на предпоставени некакви странични влијанија или врз некои испитувања кои се правени во лаборатории и слично, само врз основа на тоа да носиме заклучок. Јас лично кога би вршил вакво испитување, не би можел да потпишам извештај без вакви сознанија. Професоре, дали вие под санација, пошто најавува Гаревски, изјавата е дада Гаревски официјално, не мене да изјава дека треба само 2-3 месеци санација. И се возеле на постот Веласица. Па јас возам велосипед, користам, така да веројатно мојот ризикот ќе биде помал за мене. Користам велосипед. Дали на ваши пријатели ви препорачали? Видете сега, да. Повторно не сакам да звучам параноично или да прозвучам параноично или да креам паника, но генерално се што може да е случајно во мостот. Видовте вие што се може да се има случајно. И според мене од инженерски аспект треба потполно да бидеме сигурни каква е неговата состојба пред да го пуштиме во употреба. Не значи дека тој ќе се урне по една недела или кога ќе се пуштат возила. Може да се случи нешто по неколку години. Може никогаш да не се случи, а да е оштета. Тие внатрешни резерви меѓутоа мораме да знаеме. Тоа е она за што јас се залагам. Ама моментов не сме потполно сигурни тоа. Јас не сум. Мојот став е дека во моментот, ако нема испитувања за кои што не знаеме. Може би има вакви испитувања, не знаеме. А сега до сега не ги кажа Гаревски дека има поглед дека... Значи, јас малку се оградувам, не го знам извештајот, не знам што има во извештајот, не сакам да, како да кажам, не сакам да влезам во таква позиција да тврдам нешто, може би е направено, но ако за мене овие испитувања мора да се направат за да кажеме мостот е или не е оштетен и колку е оштетен. Јас сакам да ве кажам. Цифрите, за културните цифри, пошто јас постојано пишам и од нас каза, знам дека беа поставени месечни минати на година. Новите цифри, овие сега што се стават. Тоа не го знам. Значи, таа се поставени минати на година. Можете ли да ми кажете колку степени треба да развие нешто пожар, што треба да ја запали изолацијата на цифри? Пошто очигледно е дека изолацијата... Многу мала температура може да ја запали изолацијата. Многу мало. Зошто се дозволило тогаш да се постават цифри со таква изолација? Тоа не би можел да ви кажам. Не знам. Колку се Ја и не знам дали, не знам и каков тип на изолација. Предпоставуваме каков е, ама се додека одбегнувам да давам децидни одговори на работи за кои што не сум сигурен дека е така. Не знам кој тип на изолација е користен, но факт е дека овде горела изолацијата.
Да, не би знал да кажем. Дали е побарана, навистина не би знал да одговорам на ова прашање. Постои ли во нашата држава таква фирма или апаратура за која што би можеле да се извршат сите овие испитувања кои што и вие ги наведовте, а исто така ги наведе и многу подетално проектантот на мостот кој што имаше интервју за државната агенција, кој што посочи дека мора е неопходно да се направи рентген снимка, така тој се изрази, на целата онаа површина која што горела. Според некои кажувања на ваши колеги, дека ние немаме такво нешто, па треба да ни да ангажираме од страна такво нешто, гледаме дека до сега не е направено. Така. Значи, вадењето на бетонските цилиндри, тела, кернови, како сакате, можеме да го направиме и сами. Тоа нашите лаборатории многумина имаат таква можност да ги извадат керновите. Испитувањето нивно мора да оди во некоја лабораторија каде што е возможно. Ова тоа кај нас го нема, но тоа не е кој знае колку компликувано, треба да имате таа апаратура и искуство, знаење да може резултатите да ги читате. 2 испитувања се вклучи. И не е комплицирано, и не знам зошто не се направи тоа. Едното е, на база на така изваден примерок, да се утврди длабочината до каде има микропукнатини. Тоа се гледа на моќен микроскоп и на ултразвучни бранови се гледа до каде се пукнатините. Затоа што исто како на стоматолог, за да ни стави стоматологот, за да стави пломба на зафатен зап со кариес, мора да го исчисти кариесот. Овде, за да знаеме до кај да го исчистиме бетонот, треба да знаеме до која длабочина имаме микропукнатини. Тоа е едното испитување. И второто испитување е испитувањето на цилиндри во близината на каблите, каде што со X зраци и со електронски микроскоп се утврдува, според едно соединение трингит во бетонот, се утврдува дали температурата стигнала до 200 степени или не стигнала. Значи, едноставно е, вадењето, испраќањето и добивање резултати е негде околу 3 недели. Не е ниту скапо, ниту е нешто компликувано. И да речеме најлошото сценарио да го земаме во предвид, дека се ова што го споменате дека е можно се случило во тој пожар, некако сите утешуваат со онаа изјава дека не треба да се руши, не треба одново да се гради. Вашето мислење кое е доколку се од ова што го кажате е најценното сценарио, најлошите резултати да добиеме, што е најпаметно да се направи да се дesi? Па да се санира. Не, јас не сум поборник до тоа дека мостот треба далеко од уривање на мостот, постојат методи, постојат материјали да сето тоа се санира, да се утврди која е потребно, значи ова е под претпоставка дека сето ова е на една страна одиме дека сето ова е оштетено, затоа што во крајна линија оштетени се, иако ако се оштетени се каблите кои се кон натрешноста на мостот, оние кон надворешноста не се, така да постојат методи за санација, негова санација. Значи уривање за мене не е опција. И на генерална оценка за останатите мостови низ главниот град? Па исто се оградувам затоа што не сум бил ангажиран и немам сознание каква е нивната состојба. Но дека треба редовна контрола, дека контролата треба да биде што поредовна кај оние мостови кај кои што се појавиле одредени проблеми, треба, дека контролите генерално на сите мостови, не само во Македонија, секаде треба со промените што се случуваат со климата, дека треба да бидат почести, Значи, каква е состојбата на мостовите, навистина децидно нема, и кога зборуваме ние за мостовите во Скопје, зборуваме за мостовите на Вардар. Имаме ние многу други мостови кои што се надвора, кои што се оставени така настрана и за кои што не се говори. Не би можел, не сум вклучен, не сум видел, гледам како обичен минувач каква е нивната состојба и она нешто што знам што е правено во минатото. Така да, децидно да ви кажам, но, onda што можам со сигурност да го кажам е дека е потребна редовна контрола. Побарате да се вклучите во целиот овој процес? Па ние како што споменавме, Посебно почетокот првиот ден или кога? па ние добивме и писмено барање, дали сме подготвени да извршиме вештачење на состојбата. Ние одговоривме дека сме подготвени да ги ставиме на располагање сите наши капацитети и институциите од странство со кои што соработуваме, а кои што може да помогнат во дел на овие истражни работи. Меѓутоа, после тоа не добивме никаков одговор. Ова
образувањето и Како што кажав на почетокот и на почетокот со првите изјави, за мене 2 до 3 месеци беа потребни од пожарот да се утврди точно неговата состојба. 2 месеци помина, брзо минува времето. Значи не е кој знае колку, најмногу време тука одземаат оние подготвителни работи, подготовка на пристапи и слични работи кои што мора да се земат предвид, нели? За санација, ако е само оваа санација на средишната плоча за која што се говори, тогаш мислам дека некаде околу 2 до 3 месеци, ама добро организирана работа, би можела, а да се отстранат цевките, да се обезбеди пристап и така натаму. Ако треба нешто да се работи и внатре со внатрешните кабли, тогаш станува неколку месеци плюс потребната санација. Целта на повикот беше да со ова ја го заокружам моето ангажирање околу мостот Беласица. Сметам дека беше и можеби и пречесто и премногу во целата ова констелација на односи, меѓутоа сепак одговорноста како институција, единствен градежен факултет сме во државата, како институција која имаме кон вакви проблеми, мораме да ја испочитуваме и да го дадеме својот придонес, без, повторно ќе кажам, без желба да тоа се свати како ширење паника или како некакви други, дека зад тоа има некакви други позадини, напротив. Ви кажувам отворено, никој не се заинтересирал за мостот да праша, а не па да има некакво влијание врз нашите ставови. Така да, од тоа е ослободено и затоа и со задоволство разговараме стручни теми, затоа што навистина сметаме дека овде нема место за никакви други влијанија, треба струката да се ангажира. Македонија е мала држава, нашите човечки капацитети се мали во секое поле, така и во полето на градежното конструкторство. И според мене за вакви проблеми треба да се мобилизира сето она што нешто значи во државата, за да се донесе соодветен заклучок и да се забрзаат процесите и да користиме и да имаме градби кои ќе бидат отпорни на секакви влијанија. Поделбите овде се најмалку потребни затоа што немаме таква моќ, такви капацитети да на работите гледаме така како што гледаме. Ви благодарам за присуството, ако има уште прашања, ако не, ја на крајот само сакам да